Наредната сабота, односно вториот викенд од месец мај, започнува Генералка викенд. Во општина Штип ќе се чистат локации во централното градско подрачје, кои се мапирани цела година и на кои утврдено дека има доста отпад. Ден претходно, во петок на 9 мај, учениците ќе ги чистат училишните дворови и просторот околу самите училишта. Во општина Штип ќе биде на 10 мај во ден сабота, а додека на 9 мај во петок ќе бидат организирани основните училишта во општина Штип, каде учениците ќе дадат свој придонес за рачистување на своите школски дворови, исто така и во околните места на своите школи. Како и претходната година, оваа година ќе има еколошки акции, односно чистење во одредени делови од градот, каде што во текот на цела година ги мапираме места кои што се загадени, односно места кои што има расфрлан отпад, една слика која што не е убава, и затоа ќе бидеме поделени во тимови. Тие тимови ќе бидат објавени на медиумите, што значи граѓаните ќе знаат дека треба да се излезе и да се даде придонес да се помогне за рачистување на нашиот град. Ракавици, вреќи за ѓубри и алатки се обезбедени од самите организатори на Генералка викенд, а дополнителна поддршка Штип ја имаат и од јавното претпријатие ИСАР. Граѓаните кои сакаат да помогнат и заеднички да собираат ѓубре, потребно е само да имаат желба и да присуствуваат на настанот. Поддршка исто така добиваме и од јавното комунално претпријатие ИСАР Штип, доколку има потреба од некоја алатка или од некоја механизација, што значи на граѓаните тој ден, на 10 мај, ќе треба само нивно ќе биде да излезат и да го дадат својот допринос за рачистување, значи, на сите јавни површини од тие книшки, расфрлани хартии, отпади, ѓубриња, кесиња и слично. Само со едукативни настани ние можеме нешто да смениме, бидејќи доколку не одржуваме едукативни настани и едукации, не само на децата, туку и на граѓаните, значи мора да има некој плод од тоа. И граѓаните треба да бидат свесни дека отпадот сите ние го ствараме во нашите мала, во нашите дворови, а потоа значи кривицата ја наваѓаме во некој друг, односно дека јавните комунални претпријатија не го собират, не го чистат. Тоа не е така. Значи мора да упатиме апел до граѓаните да пазат дека го фрлат отпадот ѓубрето, да го фрлаат значи во местата кои што се наменети за таа работа. Во Штип постојано се спроведуваат и едукативни активности преку кои се учат граѓаните, од најмалите, односно децата во градинките, па до највозрасните, дека отпадот треба да завршува во корпа за отпадоци. Дополнително се спроведува и кампања за селекција на отпад.